Sve poteško, секоја година sve потешко и потешко. Тоа се гледа, све е променето, климатските промени си го прават своето. Значи ова не се памети, например, пред неколку години можеше некако да кажеме да се издржи, меѓутоа има луѓе што не можат да издржуваат. Тие што се хронично болни од астма, од срце, кои што не можат да издржуваат. Затоа за нив е препорачливо да седат дома, да не излегуваат. Секогаш имало врели лета, не е ова прв пат. Јас имам 84 години. Браво. Ногава ме наболува на колено, не сум болен, ништо не ми е вака како што ме гледате. Добар сум, поднесувам топло, немам еве дојден сум тука да прошетам да видам. Топлото не ми смета, мене лично не ми смета. Ногава на колено, ако не ме боли, потполно можам да трчам, здрав сум и се осеќавам способен уште. И навикнати сме, 15 години овде работиме и навикнати сме. Газдите се прават, меѓутоа ние сме навикнати на таа топлота. Јас кога бев помлад исто имаше вакви температури и никако ние дали младоста си го прави своето. Постарите луѓе тешко го преживуваат тоа, али стварно се потешко и потешко. Јас немам проблем. Немам, и сум здрава особа, немам проблем. И добро, не е во најтоплото у 2, во 1 часот, во 13 или наутро така, се движам. Не памети, ја мислам дека нема. Имаше, ма не знам која година беше тоа, ма вакво топло не се. Како се разгledам, одма застанувам пак на шпоред. Чекаат на мене. Што повеќе течности, на сенка, лесна облека. Превентивно уклучуваме air condition дома и седиме дома најчесто. Кој водичка, кој капче, работата те чека, не можеш да останеш. Хранам здраво, многу овошје, зеленчук, тие работи ги. Лековите имам 2-3 вида лекови, ги земам на редовно и се хранам добро, спијам. Спијам добро и така. Под клима, дома затворен, како може да се ладиме?